Денешната вежба која што се одржа во градот Кавадарци традиционално по 8 пат согласно сценариото кое што беше претходно подготвено и со сите одговорни институции кои што имаат надлежност да постапуваат во вакви ситуации, денеска ја покажаа својата професионалност и стручност, со навременост, прецизност и професионалност успешно се заврши вежбата. Оваа вежба беше замислена според сценариото пожар во спортска сала, гаснење на пожар, предизвикана сообраќајна незгода и транспорт на настрадани лица и евакуација на луѓе од објект. Вежбата е во организација на Министерството за внатрешни работи. Оваа година со локалната самоуправа, односно општината Кавадарци, како што спомнав на почетокот по 8 пат, сите надлежни институции од општината беа анимирани, вклучени во самата вежба и јас сум премногу задоволен од претходно и од самите подготовки кои што течеа тука во градот Кавадарци и на самиот ден начинот на изведување на вежбата. На самата вежба, како што видовме, присуствува голем број на граѓани, имаше голем публицитет и мислам дека малце беше подигнат и самиот адреналин од самите сценарија кои што беа содржани во самата вежба. И на крај сите со еден заеднички аплауз успешно ја означивме завршувањето на вежбата. А сега во овој момент започнува и вториот дел од нашите активности, поточно 8-миот стручен собир на пожарникари, на кој што ќе бидат презентирани стручни теми од еминентни професори, како од нашата држава, така и од странство. Имаме гости од Австрија, Словенија, Србија и од Велика Британија. Јас како градоначалник за прв пат имав можност да учествувам до организирање на оваа вежба. Како што и кажа самиот главен организатор, ова традиционална 8 вежба што организира МВР. За мене најбитно беше тоа да се покаже и да се докаже дека државните и општинските институции можат фузирано да работат, да действуваат во дадени моменти, еве како што беше оваа вежба од голем размер во делот на пожар во спортски објект со голем број на учесници и во самата вежба и во делот на публиката, така да мислам дека и нашите општински служби си го покажаа своето дека може да се вклопат во не дај Боже такви поголеми размери на непогода, а за делот на стручноста во делот на МВР, на ЕСЗ и на другите не би коментирал и сами видовте, така да мислам дека тука имаме едно добро ниво на заштита, најбитно на населението на тоа да при такви ситуации правилно и добро се одговоре во делот на извлекување на повредени или да не се прошири таа елементарна непогода. Па задоволни сме, многу сме задоволни од вежбата. Вежбата помине во најдобар ред, така што планиравме, така што работевме. Координацијата меѓу силите, безбедносни сили на градот Кавадарци се во вистина високо и завидно ниво. Докажавме уште еднаш дека можеме да се справиме со секоја една ситуација. Нормално продолжуваме со вежбите, значи не застануваме тука. Тоа не е во план изводи или на следната година. Веќе со организатор за Орнешка сме во некои преговори за меѓународни присуства на обука на вежби од Балканскиот регион, заеднички, гостински. Така да, како што кажав, не застануваме тука, продолжуваме со вежби, продолжуваме со обуки, продолжуваме понатаму. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.